Вработена во Центарот за социјални работи во Кочани денеска се пожали дека вчера попладне и од утрово била изложена на класичен мобинг од ВД директорката Сонја Андоновска, која на оваа функција е поставена деновиве и тоа по политичка основа. Вчера и било влезено во канцеларијата, насилно биле одземени компјутери и документи и бил направен целосен хаос. Освен тоа и биле упатени директни закани. Досега лојално, одговорно и професионално ги извршував сите мои професионални задачи. Реагирам на неправилностите кои се направени од ВД директорката Сонја Андоновска. По нејзини партиски наредби, кога дојдов на работа во попладневните часови беше направена хаварија во мојата канцеларија, без да бидам консултирана, беа тргнани сите мои лични работи и таа ми се заканува дека за 2 минути морам да ја напуштам канцеларијата. Очекувам други реперкусии. Тоа се должи на нејзината политичка наредба, бидејќи во периодот кога директорката, која сега не е веќе во Центарот за социјална работа, ја менјав неколку дена и мислам дека бидејќи таа е надвор од Центарот за социјална работа, сите нејзини афинитети кон неа таа ги сега презентира кон мене. Телевизија Кочани побара изјава од ВД директорката Сонја Андоновска, меѓутоа добивме само писмено известување преку електронска пошта во која се објаснува случајот, а во која се вели: Почитувани, во врска со денешната ваша посета во Општинскиот центар за социјална работа Кочани, ве известувам дека вработената Јулија Цоневска, која дала изјава за која јас не сум запознаена, во контекст потребно е да ја знаете вистината. Заради правилно функционирање во делот на службата, истата е преместена во друга канцеларија со еднакво квалитетни услови за работа. Таа покажа непослушност и непочитување на работната дисциплина кон мене и вработените кои беа задолжени да ја спроведат постапката, иако за ова претходно беше усно известена. Ви благодарам за соработката. Со почит Центар за социјални работи Кочани, ВД директор Сонја Андоновска. Вработената Цоневска тврди дека се работи за политички реваншизам со цел истата да се девалвира и покрај долгогодишниот и професионален работен стаж.